Историска победа на локални избори со над 30 градоначалници во прв круг и 20 фаворити, вклучително и за Скопје во вториот круг, прогласи владеачката ВМРО-ДПМН по вчерашното гласање. Од партијата велат резултатот е за дури 50%, подобар од претходните локални избори во 21-ва. Добиени се и општини кои традиционално беа на СДСМ, особено бастионот Струмица. Декласирани се и СДСМ и ДУИ, велат од ВМРО-ДПМН и сметаат дека оставка на Филипче би бил морален чин после ваков дебакл на изборите. И лидерот Мицкоски уште синоќа со пораки до опозицијата. Тезата дека имало нерегуларности не е издржана и плитка. Ги имавме најдемократските избори досега. А се друго е само алиби и површен обид да се оправда слабиот резултат на опозицијата. Што е најважно е што на овие избори политиките на етноцентризам, национализам и вештачки теми за орли и зајци и теми кои се небитни за граѓаните се поразени. Сепак од партијата без коментар за најниското ниво на излезност досега и со порака резултатите од парламентарните избори да не се споредуваат со овие од локалните. Но од опозицијската СДСМ го прават токму тоа. Велат дека власта изгубила речиси третина од гласовите од ланските парламентарни избори. Падот на ВМРО-ДПМН е фантастични 135.000 или 30,8% од гласовите, а знам паѓа од 56.200 на 38.034 гласови, односно е најголем губитник и има изгубено 33% од гласовите. За разлика од нив СДСМ има изгубено само 18% од гласовите, што ако се земе предвид по ниската излезност, речиси да нема загуба. Левица, која вчера триумфалистички искажа дека станувала лидер на опозицијата, има изгубено ист процент на гласови како СДСМ со мало подобрување на резултатот на ниво на градот Скопје, коментираат од СДСМ. Иако очекувал повеќе од резултатот со само тројца градоначалници, задоволен е и самиот Филипче. Оставка не дава, ќе работи на партиска консолидација. Овој резултат мислам дека не е тој кој што го посакувавме сите. Меѓутоа би рекол дека, имајќи ги предвид околностите, не е лош резултат. Планирам и понатаму да работам на консолидација на партијата. Сметам дека има огромен број на луѓе до кои што нашите пораки допираат. А на оставка на лидерот на СДСМ не упатуваат само од ВМРО-ДПМН. Тоа го бара и поранешниот прв човек на Струмица, Костадинов, кој не ја доби партиската поддршка за нов мандат. Недозволиво е самоволието да продолжи да владе и со тоа секој еден член на СДСМ да биде понижен. Немојте да зборувате дека сте среќни со резултатот. Поголем пораз од ова нема. Час поскоро секој кој носел одлуки треба да се погледне во огледало и да признае дека не го бива и да си оди, напиша Костадинов на Фејсбук. Од друга страна, Левица во еуфорична победа за тоа што влегува во втор круг со Мециновиќ во Скопје и низа советници низ државата. Левица станува лидер на опозицијата во Република Македонија. Според нашата аналитика имаме над 70 советници на ниво на држава. Додека лидерите прават изборна математика, двајцата кандидати за Скопје не се откажуваат од силна битка во вториот круг. Ве повикувам да ни се придружите, да се обединиме околу идејата за подобро Скопје за сите нас. Уште од денес ќе разговарам со сите кандидати и политички структури кои не влегуваат во вториот круг. Ќе понудам соработка, затоа што на Скопје му треба работа, а не политика. Сега во вториот круг имаме јасен избор помеѓу две визии. Едната визија, оваа која 35 години ја имаме во Македонија, која е застарела, коруптивна, криминална и ни ги одзима годините, можностите и животите. И оваа втора визија која е наша визија, визија која е состојана од љубов кон сопствениот град и визија за град во кој сите ќе сакаме да живееме. Ѓорѓиевски во вториот круг влегува со огромна предност пред Мециновиќ. Катерина Нешкова, Сител телевизија.